Верувате или не, 37,6% од вкупната економска активност во земјава отпаѓа на сива економија. Многу е лесно еден ваков податок да ни помине без посебно внимание додека седиме на каучот и гледаме вести. Затоа треба добро да разбереме што значи. Што е тоа сива економија воопшто? Во најширока смисла, сивата економија е секоја економска активност која се обавува на начин со цел да се избегне законот и да не се платат даноците во корист на одредени лица, а на штета на државата, економијата и граѓаните. Например, трговец што продава секојдневни стоки во дуќан, на тезга или преку интернет, но не е регистриран, не плаќа даноци, не пријавува приход, не издава сметки, фактури, продава увезени, но непријавени производи. Или работник во фабрика што не е пријавен и е платен на рака, па за него не се плаќа данок и придонеси. Тука се и давателите на разни услуги, од мајстори до консултанти кои наплаќаат на рака и избегнуваат давачки. Многумина ќе се речат дека никој нема да настрада поради плата на рака или купени фалсификат шверцувани патики на тезга. Но да се вратиме на почетниот податок. Над 1/3 од економијата функционира надвор од системот и не си ги плаќа давачките. Жртва на тоа е државниот буџет, локалните буџети, фондовите. Поточно жртви сме сите ние. Тоа значи дека државата собира 1/3 помалку пари од колку што се потребни за да ги исполни своите задачи. Замислете во секоја трета училница да нема табла и столчиња. За секој трет полицаец да нема опрема. За секоја трета болница да нема медицински средства. На секој трет шалтер да нема хартија за да ви го издадат документот што ви треба. Од секоја трета зграда да не се собира ѓубрето. На секој трет километар да не се поправаат дупките на патиштата. Од секоја трета чешма да тече неиспитана вода. Ова е цената што ја плаќаме кога ќе купиме од интернет без потврда, ќе работиме непријавено или ќе примиме непријавен работник, ќе договараме работи и ќе плаќаме во кеш без сметка. Сивата економија овозможува богатење на оние кои затајуваат даноци, додека потрошувачот ја плаќа истата цена за производот или услугата. Учеството во сивата економија влијае на квалитетот на животот и иднината на нашите деца, само што наплатата стигнува подоцна и тоа со камата. Сигурност на потрошувачот, заштита на легалниот бизнис и поддршка на институциите. Тоа се трите причини зошто треба да избегнувате зоната на сивата економија. Затоа купувајте проверено, барајте потврда за вашата нарачка, сметка или фактура, не прифаќајте пари на рака. Ако сите ги плаќаме даноците, ќе го подобриме животот на сите. Тоа значи да имаме подобро здравство, улици без дупки, здрава животна средина, бидејќи сме платиле за тоа.